Ова не е приказна за екзотичен рај, туку за остров што се менува пред нашите очи. Меѓу мирисите на улична храна и хаосот на преполните пазари, каде секој залак е откритие, а секој чекор е борба за место под сонцето. Плажите се трансформираат. Нови ресорти никнуваат покрај стари дрвени колеби, додека сонцето се уште гордо паѓа зад хоризонтот. Ова е остров на две лица и нашата приказна започнува овде. You make me happy when skies are grey. Со Пукет имаме долга приказна. Прв пат дојдов тука во 2013. Welcome to Phuket. 12 години помлад, полн со енергија и тогаш целиот мој свет беше Патонг. Тоа е место за журки, гласна музика, неонски светла, полни улици. А ја бев во тој филм. Но Пукет во 2013 беше и поинаков. Помал некако. Помалку хаотичен. Туристи имаше, но не колку што има сега. И мнозинство од нив се од Русија. Рестораните, кафичите, на руски пишува се. Овој пат решивме да побегнеме од бучавата и да се спуштиме на југ, оддалеко од Патонг. Нема да се веруваш што има пред мене. Што? Ова не го очекуваш, глед тука. Што има пред тебе? Глед тука. Доле регистрацијата. What? Како може тоа? Како може некој да вози во Тајланд со маđарска регистрација? Како може? Сигурно не возам до тука. Од Унгарија стигнав со вакво нешто. Што е тоа, луѓе? Многу ми е мило што не надов сместување тука. Таму кај што сме ние за сега, од тоа што сум го видел на Пукет, е број 1. Искрено, како да откривме нов Пукет. Плажите тука се поубави, помирни, со делови кои се недопрени. Случајно најдовме мала плажа. И ми бараат пари. Со кучето на маса. И да даде најголемото. Уште југот остана вистински. А во срцето на југот е и рибарската населба Рауај. Место каде што целиот југ доаѓа да тренира Мај Тај, плажа на која не може да се капете и стотици рибарски бродови со кои може да одите на вечерен риболов или на тура до околните острови. Равај е место поголемо од нашиот Најхарн, каде што е нашето сместување. Нашиот апартман е мал во голем комплекс. Имаме базен, некаква теретана, а во меѓувреме Овде е подобро него тоа кај нас во зграда. А најдоброто, што само кратко возење од ова мирно место чека џунгла. Сурова, зелена, жива. Ова е дивата страна на Пукет. Дојдовме на крај на патот. Нема никаде каде податам. А и стално истражуваме вакви скриени места. Цвеќињата што ги имаме дома овдека растат на секаде. Гледајте го ова, огромни се цвеќиња во Југоисточна Азија. Буквално некој од овие цвеќиња овдека, бидејќи имаат огромни листови, локалното население ги користи како чадори кога има монсун. Буквално така се кријат со нив. Кој е поголем? Јас, Марк или Адамов? Вау, какава поголем од Марк. Како тврда пластика да фаќам. Стварно како чадор. Е уште поголем Адам таму. Ама не можеме да стигнеме таму далеко. Стигнува до корака, луѓе, гледате го. Огнените мравки многу ги имаше во Камбоџа кога бевме кај Анкор Ват. Таму е многу суво и црвена почвата, црвена кална што се рони и полно е од нив. Буквално вака на цел пат доаѓаат, може да се качат до тебе. А знаеш што? Отровните мравки се отровни. Не! Daily wisdom. Но не секоја џунгла трае вечно. Дојде ковид. Mysterious new virus. Coronavirus. China. Coronavirus. China. Virus. Quarantine. Потоа русо-украинската војна. Russia. Ukraine. Putin. Zelensky. War. И одеднаш нови инвестиции почнаа да доаѓаат во Југоисточна Азија. Со помош на корупцијата, голем дел од џунглата беше исечен за инфраструктура. Некогаш недопрени плажи, денес се претворени во ресорти. Ова е реалноста на Пукет, каде што имаш прегови плажи, сега имаш и ресорти. Природата плати висока цена. Но постои друга страна на приказната. Денес има многу повеќе сместување, летовите се почести, а тоа значи дека Тајланд стана подостапен, особено за луѓето што сакаат да патуваат преку агенција. А што се однесува до природата? Што да ви кажам? Таа се уште е тука, поретка, потивка. Изгледам како турист, така? Но и понатаму неверојатно убава. Само треба да знаеш каде да ја побараш. А ние денеска ја бараме со кајак. Да ставиме со долги ракавици, затоа што ќе искориме денес. Само малку под Пукет е Комак, мало варовничко островче без постојани жители.
Вака можам да стои една и назад. Водата околу него е мирна, кристално чиста и совршена за кајак и нуркање. Без гужва, без ресорти, само море и многу корали. Пази се лизга ногу. Оп. Што направи? How did you manage to get out? I don't know. Slowly. Okay. Спремни? Wow. О, беше магично. Мора да се види преубаво нешто. Морска звезда, видов ежиња, исто бели и школа од риби. И што? И школа од риби. School of fish. Еднаш видовме со мали риби, а на друга беше со огромни бока. Okay. После добра авантура следи добар ручек. Највкусната храна е сготвена од рацете на баба. Па затоа дојдовме кај тајландска баба да пробаме вистинска тајландска храна. Лоцирани на самите улици се овие мали локални ресторани каде што може да јадете храна за дупло поевтино од оние големи ресторани. Spicy. Yes, please. I like spicy very much. Бабата се прави сама. Нарачавме толку многу вкусно го ќе чекаме се. Утре. Но само што кажавме, дојде бабата. Very fast. Хапунка. Ова е тајландско свинско мелено месо со босилек. Многу вкусно. Ова е моментот кога Марк проверуваше дали на вистина може да јаде луто. Но е пола унгарец, пола македонец, секако дека може. Не е јуто. Не ми е толку многу јуто. А конечно стигна и моето. Том јам супа со ракчиња, печурки, Чили, уште чили. О, многу добро, многу луто. Ова го барав. а без папаја салата нема оброк. Многу љуто. Знаете што значи ова? Беше многу убаво. Тајландската храна се доживува со сите сетила. Боите те привлекуваат, Оу, луѓе, ова што е? мирисите се држуваат, Што е со носот без жени? а вкусовите освојуваат. Кокосовото млеко ја смирува лутината од чилито. Секој кари е приказна за себе. Зеленото е свежо, Во зеленото кари има брокола, боранија, босилек, ченка, ама тие беби ченка, чили, ѓумбер, лемонграс и многу кокосово милоко што дава како благ кремасто вкус. А црвеното кари е слично како сите останати кари, само што има црвена паста. Имаме мали пченки, боранија, брокула и за мене секој од овие јадења иде само со ракчиња. жолтото, кремасто, тука е и круната, славното паттај, оризови нудли, кршени кикирики и многу ли мета сос. Што вика Маркова, добре? Знамо кога ќе јадете ова, две пастички се многу тврди како чувингам. Кога кажуваш тајландско љуто, има неколку 2-3 цел чили вставено. Не е само јадењето што ги спојува сите во Тајланд, туку е и ова. Зајди сонцата во Југоисточна Азија се нешто најмагично. Секоја вечер, половина час пред зајди сонце, туристи, локално население доаѓаат на плажите и уживаат во овие прекрасни погледи. Мојот живот, јас најдобро, неверојатно зајди сонце што го видов беше во Камбоџа. Камбоџа? Ова стварно беше вака. Овдека ни филтер, ни едитирање, ништо нема. Вака беше луѓе, вака беше. Вау. Зајди сонцето. Ова е 2014 година ноември. Но западниот дел на овој остров, како и целата западна обала на Тајланд, не секогаш е волку мирна и спокојна. Jesus Christ, look at that. На 26 декември 2004 година морето се повлече. Подоцна се врати како нешто што никој не можеше да го запре. Југоисточна Азија беше погодена од една од најсмртоносните природни катастрофи во модерната историја. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Силен подводен земјотрес со јачина на 9 степени се случи кај брегот на Суматра, Индонезија. Предизвика цунами кој се движеше преку Индискиот океан. За неколку часа бранови високи до 10 метри го погодија западниот брег на Тајланд, вклучувајќи го и Пукет. Во Тајланд загинаа повеќе од 5000 луѓе.
Цели крајбрежни заедници беа уништени, а регионот беше за секогаш променет. По тоа време Индискиот океан немаше систем за рано предупредување од цунами. Многу луѓе не ги препознаа предупредувачките знаци, како ненареденото повлекување на морето. По трагедијата, Тајланд ја обнови инфраструктурата и инвестираше во систем за рано предупредување, евакуацијски рути и подготвено за природни катастрофи. Но срцето на културата во Пукет остана недопрена. Подалеку од плажите, Пукет има сосема поинаква страна. Стариот град Пукет е душата на островот, место каде што историјата и секојдневниот живот се спојуваат. Архитектурата тука е уникатна. Зградите се во така наречен сино-португалски стил, мешавина од кинески и европски влијанија. Иако Тајланд никогаш формално не бил колонизиран, бил под големо влијание од европската култура, што донело богатство и нови архитектонски стилови. Секој агол има по едно кафе. Многу е ретко на Пукет да најдеш такви интересни места како што ги има на Бали. Кафулиња со стил, со вкус, со мерак направени. Но во градот Пукет може да се најдат. Гледајте го ова. Ова е кокосова вода со еспресо. Мешај. Уште е многу добра ова. Секоја улица има своја приказна, а најпознатата приказна е за двете сестри. Пази го ова. Во 1785 година Тао Тепка Сатри и Тао Сицутон успеле да го организираат целиот народ на Пукет и да го одбијат нападот на бурманската армија. Без доволно војници, сестрите ја искористиле тактиката и измамата. Ги облекле сите жени и деца како војници, ги движеле во круг низ градот навечер и создале впечаток дека островот има многу поголема армија. Кога тоа го виделе бурманските генерали, го откажале нападот, а Пукет бил спасен. Подоцна, кралот Рама I им ја доделил титулата Хероини на островот. Денес, нивната приказна е дел од секојдневието. Има многу приказни за овој остров, за Пукет, а и за цел Тајланд. Со војните со Бурма, војните со Камбоџа и така натака. Но има многу поврзани со рибарење. Например, како овдека. Вика дека старешините одлучувале кога се плови. Чамците се сметале за живи. Првиот улов не се продавал. Пазарите со риба се свети места и тука не сме да се ценкаш. Пазарите се стварно интересни. How much is the shrimp? The shrimp prawn. That one I don't know how to eat. No, that one. How you eat? Really? Сашими е јапонски начин на сервирање сирова морска храна. Се служи без ориз, само свежо исечено морска риба или морски плодови. Најчесто се јаде со соја сос, васаби или лимета. Oh, wake up. How much is that, mister? What? 100. 100 динар, 100 бах, 2 евро. 2 евро, да. When we go home to buy souvenir. Овдека скара прават навечер. Се што одбираш, од тука си бираш, во фрлана скара и го јадеш, ти го мери одма тука, еве, 1 кило, 2 порции, 190 бак. Тоа е ефтино? Да. Only in the night food. Ова само навечер доаѓаш тука за јадење, преку ден нема. Еве и тука исто. Ке пробаме ли дуријан? How much is 1 kilo? No, how much money? How much? Цените на Пукет не се тоа што беа некогаш, но затоа го имате супер чип, супермаркет каде што ќе најдете се за поевтина цена. Happy to you too. Поевтино е? Мислам дека да. Пака се чува месо? Сапун од оризово млеко. Ова морам да пробам. Tomato natural body care. Не мириса на тоа. Не лаже, стварно томат. Стварно подлежат. Мириса на салца. Но хаосот не завршува овде. Најголемиот хаос се екскурзиите. Рајот на земјата, но со стотици чамци и бродови на едно место. Гласна музика, мотори што не запираат. Морето е преполно, плажите се окупирани, илјадници луѓе во вода, сите на исто место. Некои со маски и пераи нуркаат да го истражат подводниот свет. Други со фотоапарати на секој чекор. Редови за истиот агол, иста поза, иста фотографија. Кајаци и кануа се туркаат меѓу групите. Водичите брзаат, времето е ограничено, се е голем хаос. Ова е туристичка машина што не запира. Ова е реалноста
на екскурзиите од Пукет. И покрај се, кога ќе погледнеш наоколу, тиркизна вода, паровнички карпи, пейзажи што ќе остават без зборови, убавина, енергија и туристички хаос. Се во истиот момент. Повеќе од 80% не гледате на телевизија. Затоа би ве замолила да ставите лайк на ова видео и да кликнете subscribe на нашиот канал. Се гледаме у наредно видео. Пис!